Ете веднаш по Lost Seal и Lawrence English слушнавме една ствар од One of Tricks Point Never од албумот Again. Ако го прочиташ заедно, испаѓа многу интересно One of Tricks Point Never Again. Песната се вика Barely Lit Path, а некој ја спомна од нашите музички соработници. Со мене во студиото во моментов е Златко Гелески, нашиот човек за ТВ и филм, чиј избор го следиме, се разбира, со внимание. А денес ќе зборуваме за музичкиот избор на Златко на 10 најдобри во 2023. Здраво, Златко, како си? Здраво, Шурбе, поздрав до слушателите на 103. Одлично. Како може да се биде се слави во радиото на нешто Нашиот што празник ни е традиција и што си го негуваме со оглед на тоа што сметам дека е некаков си херојски чин во време на кога алгоритамот го има последниот збор, ние да дадеме некое си свое видување и да го вратиме човекот повторно на пиедестал. Природната интелигенција. Баш така, и индивидуализмот што го слави ова радио пред се. Така е. Да започнеме. 10-то место, со оглед на тоа што Stoner Rock провиниенцијата е еден од клучните аспекти на мојата емисија ТВ 103, мораше еден представник да има на 10-то место. Тоа е Dozer со албумот Drifting in the Endless Void, издаден за Blues Funeral Recordings. Станува збор за еден култен Stoner Rock бенд, кој што ова, ако не се лажам, 6-ти негов албум, имаат 15 годишна музичка пауза и се враќаат како да не поминало време. Дозер ги знаете на почетокот од 2000-тите со оглед на тоа што има еден прво EP издание кое што беше сплит со Гарсија од Кајас, со неговиот бенд Унида, така што направија едно сплитче на почетокот на нивната кариера и буквално се вратија како да не поминала ниту една минута со прекрасни теми за струјење низ космосот и за проникнување на единката која што треба да се појави во него, така што Dozer мислам дека ги надмина сите со ова неочекувано издание кое и тоа како на швеѓаните вреди да се напомене, исто како и новите изданија на грците Goldsclip, Blood Ceremony, Church of Misery, Astral Construct, Baroness, Ahab да ги спомнам, Dope Lord. Едноставно, оваа година Stoner Rock жанрот имаше кој од кој по-извикан и кој од кој по-квалитетен албум. Секако во наша непосредна близина и Cardinal Point го издадува нивното издание, а во наша најголема далечина односно Queens of the Stone Age го издадува исто така нивното издание во еден период кога Джош поминува низ едни мрачни и бурни води, така што овај албум и беше една негова рефлексија на нив, така што е богата годината за изданија кои се врзуваат за и околу Stoner Rock, од кој што најквалитетно според мене е Dozer, 10-то место. 9-то место, Wargasm со албумот Venom, дебе издание на британскиот Industrial, ајде да ги наречеме New Metal бенд, издадено за Republic Records. Станува збор за бенд кој што е предводен од машки и од женски вокал, кој што прават една интригантна комбинација за агресија и уште повеќе агресија, едноставно мелодијата ја вадат надвор од равенката, со тоа што звучат како би звучеле Министри и Nine Inch Nails на почетокот на нивната кариера, кога би се комбинирало со музиката од 2000-тите која што доаѓала, заедно со препознатливи дури и влијанија од ден сцената од Обединетото кралство од 90-тите, така што е една интересна хибридизација на стилови и на звук. Покрај Wargasm од Industrial сцената издадува нови албуми и Seven Dust, и Dope, и Otep, и Pierce the Veil, и Nothing Nowhere, и Saint Agnes, така што овие бендови кои што комбинираат нешто од 90-тите, нешто од 2000-тите, мислам дека Wargasm најдобро го реализираат со начинот на кој што прават овој склоп и овој спој на музичките жанрови од овие децении. 8 место, Riverside. Identity, односно Identity, игра на зборови имаме, албум издаден за Inside Out и за Mystic, станува збор за 8-ми студиски албум на полскиот прогресивен рок-н-рол бенд. Станува збор за
албум кој што се појави на почетокот на годината и дури и заборавив дека е составен дел од 2023-та, убеден бев дека од 22-та е, со оглед на тоа што почетокот на јануари баш овој период се појави минатата година. Е едно револуционерно дело за прогресивната рок-н-рол сцена со оглед на тоа што е крајно социјално ангажиран. Е една рефлексија на денешницата низ призмата на која што Riverside решиле да ја насочат нивната лирика, односно за каде е човекот во 21-виот век, конкретно колку остана човечко во него, поставувајќи си пред се прашање за каде се наоѓа во таа трката да се биде подобар од најдобриот и исклучување од тој надзор кој што го имаме од сите тие механизми на кои што сме се нафатиле да го играме орото додека сме составен дел од нив. Така што Riverside имаат една прекрасна лирика на овој албум која што е екзистенцијална, толку колку што е и рефлексивна. Колку што говори за општеството, толку говори и за индивидуата која што се губи постепено во таа трка со себе си. Така што Riverside колку и да си имаат формула направено за начинот на кој што звучат можеби на Pink Floyd во 80-тите ерата, која како би звучела денес, заедно со дополнителни прогресивни влијанија, меѓутоа во таа формула имаат зададено една силна шлаканица на човекот каде се наоѓа денес и каде можеби треба да се бара и во иднината. Покрај овој албум, прогресивни албуми секако дека треба да се напомене новото издание на Katatonia и на King Gizzard, еден од тие стотици албуми кои што ги вадат во секоја година. Има и оваа година друштво со нивните зверогуштери или рептили од некакви си вон телесни и вон земјански форми. 7 место, Роби Робертсон, односно музиката за филмот Killers of the Flower Moon, филм издаден за Apple. Музичка легенда. Дефинитивно сите се запознаени, предпоставувам, со овој великан кој што за жал почина минатата година и него ни дочека да го погледне филмот во комплетираната форма. Меѓутоа, ова сметам дека е неговиот одговор на Рай Кудар на Вим Вендерс. Сметам дека ова е еден хибрид на сето тоа што може да се направи со помош на неговата гитара. Меѓутоа, не е предизвикот кој што, например, Скорсезе си го даде за да го сними овој филм со оглед на тоа што требаше да влезе во индијанското племе и да ги испочитува сите тие конвенции кои што таму се. Истото тоа на музичко рамниште Роби требаше да го направи со оглед на тоа што влијанијата кои што секако дека се присутни од напевите кои се доминантни во рамките на населението кое што живее во резерватите, на одличен начин го имплементираше во неговата препознатлива музика. Така што ова е можеби најдобар начин како да се направи тој спој на цивилизации и да се рефлектира со самата музика, а не само да биде наменска, каква што е нели целта на филмската музика, меѓутоа да има и кога ќе се слуша засебно надвор од филмот, да има своја тежина и да има своја големина. Сметам дека Роби го направи тоа со албумот, а не само да функционира кога е сврзнат киво со самиот филм. Така што овој албум на Роби Робертсон дефинитивно го препорачувам не само за љубителите на филм, туку и за сите љубители на неговата музика, за сето тоа што го има направено и со Боб Дилан и со неговата соло кариера и со The Band и со сите соработки кои што ги има зад себе. Мислам дека ова е, ако зборуваме за филмска музика, ова е магнум опус на годината кој што на најдобар можен начин го стави во заменувањето надвор од нашиот свет Роби, така што топла препорака за да се преслуша засебно, без разлика на вашето мислење за и околу филмот, дали смеел или не смеел Скорсезе да снима, тргнете го тоа на страна, едноставно преслушнете ги овие прекрасни мелодии кои што за жал ќе бидат последните кои што Роби ги има создадено во неговиот живот. Покрај овој албум, односно музика за филм, дефинитивно треба да ги напоменам и музиката за филмовите на Мастер Гарднер на Шредер, потоа Past Lives и Return to Seoul, односно два прекрасни корејски филма кои што на најдобар можен начин ги пресликуваат молчеливите сегменти на ликовите и сите тие интерни светови кои што екзистираат со помош на музиката на овој филм. Меѓутоа сите сме свесни дека оваа година Горансон за Опенхаймер ќе
ја земе Оскар за најдобра музика за албум, не можеме ништо да направиме против тоа, меѓутоа секогаш ме радува кога некој долгокосметалец ќе биде награден со некакво признание. Така што, шесто место. Преминуваме на Black Metal провениенцијата во листата и таму се наоѓа Hell Reaper, односно албумот Warlocks, Grim и Withered Hex, односно издание за Peaceville, бенд, односно проект на Джеймс Макбейн од Обединетото кралство. Ако не се лажам, ова е третиот негов студиски албум. Се издвои за разлика од останатите Black Metal албуми за оваа година, заради тоа што покрива неколку категоризации. Од една страна тука ги имаме спет и треш метал влијанијата, од друга страна ги имаме влијанијата на Venom и почетоците на таа New Wave of British Heavy Metal сцена која што допира со рамките на Black Metal и секако имаме сирови рифови и лидови кои што доаѓаат и допираат од скандинавската сцена. Така што ова е еден моќен амалгам кој што ги обединува сите три сцени и едноставно е прекрасен за слушање, без разлика на начинот на кој што е продуциран, кој треба и да се одвестува нели на тоа што го правеле Darkthrone и тоа што правела скандинавската сцена. Меѓутоа сметам дека овој албум на Hell Reaper е најдобар представник. Секако покрај него Black Metal оваа година можевме Liturgy да изслушаме, Enslaved, Bloodhouse North, Aegrus и Black Braid, индијанскиот Black Metal бенд. Петто место, Dead Metal сцена, Cattle Decapitation, Terracite, издание на Metal Blade Records, американски бенд, 8ми студиски албум на овој бенд. Станува збор за бенд кој што прилично агресивно и доста ефективно ја наметнува таа нивна апокалиптична девиза дека луѓето ја уништуваат земјата и тие ќе бидат причинител за замрувањето на човечкиот род, со оглед на тоа што претходните албуми, вклучувајќи го и овој, ги категоризираат луѓето како своевидни животински битија кои што не се разликуваат ништо повеќе од останатите, напротив, туку нанесуваат огромна штета со сите еколошки катастрофи кои ги предизвикуваат и на еден начин ова е револтот кој што го има земјата против нејзиниот уништувач, со тоа што човекот е паразитот всушност кој што глода на нејзиното тло според Cattle Decapitation и овој албум се разликува од останатите Dead Metal албуми за оваа година со оглед на тоа што покрај препознатливите длабоки гролови има и едно вриштење кое што е склоно на Голум од Lord of the Rings, едноставно е еден глас кој што не знам на друго место дали може да се слушне, кој што до тој степен ги револтираше љубителите на агресивниот звук со оглед на тоа што Cattle Decapitation експериментира до таму што дури и вметна на албумот пост-панк, прогресивни елементи, готик рок елементи внесува во него, а сепак ја задржа агресивноста со оглед на тоа што доаѓаат од грайндкор и од Dead Metal сцената. Покрај нив, останатите Dead Metal бендови издадоа нивни изданија за паметење, Cannibal Corpse, Suffocation, Dying Fetus се врати на сцена, Crypta, Horrendous, Obituary, In Flames, Incantation, Autopsy и Vomitory. Четврто место, еден од најхибридните албуми, ако веќе зборуваме за легура на музички стилови на оваа листа, Kim Dracula. Албумот се нарекува A Gradual Decline in Morale, издание на Columbia Records. Ова е првиот студиски албум на австралијанскиот бенд. Станува збор за албум во кој што ги има сите музички правци кои што некогаш што ги замислиле и слушнале дека постојат, од карипски звуци, од афро-кубански, од латино, од нью метал до екстремни жанрови, до Бьорк може да ја најдете, може да најдете најмелодични поп синт влијанија. И сето тоа не е една турлитава, туку е структурирано како треба да звучи една композиција со строфи, рефрени, брейкдауни, со сето тоа што го имаат научено овие момци музицирајќи во рамките на тоа што денес може би е некаков хибрид на трап метал, кои што се ставаат во тој фах, иако сметам дека излегуваат надвор од него со оглед на тоа што ова е можеби најквалитетниот трап метал бенд во историјата што се појавил, и со самото тоа амалгамираат се што некогаш сте слушнале, меѓутоа знаат како да го направат тоа на најдобар можен начин. Така што ова е едно
прекрасно албумско остварување кое дури има кавер на Iris на Google Dolls, ако не се лажам, таму кон крајот на албумот има едно издишување на оваа прекрасна балада, меѓутоа едно издишување со вресок. Така што Ким Дракула е еден сублимат на сето тоа музичко искуство кое што го имаат, кое звучи прекрасно за сите тие кои што се поавантуристички настроени. Ако веќе ги ставаме во трап метал сцената, тогаш Scarlord, City Morgue и Dropout Kings албуми кои што може да и преслушаме од оваа година, кои вредат за напоменување од оваа сцена. Трето место, Soen. Memorial, издание на Silver Lining Music, уште еден шведски бенд, очигледно на листа ќе имам само од Обединетото кралство, Шведска и Америка. Бендови, добро. Шести студиски албум за овој култен бенд. Станува збор за еден албум во кој што секоја композиција е певлива, секоја композиција е запамтлива, секој рефрен, тоа што на многу домашни музичари им го посочувам дека рефренот треба да биде наменет за публиката, строфите се наменети за самиот бенд. Публиката треба да го пее рефренот, строфите се моментот кога ти треба да си ја кажеш својата девиза. Таа е практика која што Soen ја применуваат на секој албум, со оглед на тоа што во главата која ќе ви влезе рефренот не излегува надвор од неа, и таков е и случајот со Memorial, и сметам дека се еден моќен бенд кој што во живо го докажува сето тоа што во студио може да го имплементира. Од оваа прогресивна сцена покрај нив издадо албуми Tesseract, издадо The Ocean, Alkaloid, Voyager и OK Goodnight. Перифери го издадо исто така нивното петто студиско издание кое што гласеше Gent is not a genre, со кое што се согласувам со оваа игривост на самиот наслов, и сепак Soen сметам дека направија едно врвно студиско издание по одличниот албум кој што го има пред неколку години, се надминаа сметам со ова дело. Векст, второ место на листата на Дансе Макабре на TV103, која што ја приготвувам од емисиите за 103-ка. Negative Energy се нарекува нивниот албум, издаден за Napalm Records за Обединетото кралство. Станува збор за деби издание, кое што на најдобар можен начин демонстрира како може ню метал и металкор да се спои во едно и да биде најагресивно што може, со прекрасни композиции кои исто така најдобро сведочат за тоа колку расипништвото помеѓу луѓето знае да биде причина за падот на моралот и сите тие вредности кои што не ги имаме во денешницата. Имаат една композиција Непотизам се вика, која што мислам дека најдобро се одвестува за нашето ни општество, и мислам дека е една убава рефлексија за тоа дека како што самите напоменуваат во лириката, дека е само уште еден начин како да се уништи системот, односно да се нанесе штета на едно општество. Покрај Векст, во рамките на ова хибридизација помеѓу металкор и ню метал мора да се напоменат и Dying Wish, Code Orange, Dead Ray Vision и екстремните бендови End, потоа хардкор сцената Drain издаде албум, и од афрозвукот во рамките на металкор дефинитивно мора да се преслуша и албумот Zulu, кој што беше одлично, кој што има одлично албумско остварување, кој е прекрасен спој помеѓу ангажираноста во поглед на афроамериканската музичка сцена и секако влијанието во андерграунд сцената. Прво место според мене на оваа топ листа од 10 албуми, сметам дека го заслужуваат Sleep Token со нивниот албум Take Me Back to Eden, издаден за Spinefarm Records, Обединетото кралство. Уште еден бенд ни доаѓа, трет студиски албум од овој бенд, со тоа што се најде на првото место заради тоа што секогаш издвојувам да биде некаков исчекор, барем во рамки на жанровската квалификација на музичките сцени. Во претходните години тоа беа комбинаториките помеѓу госпел и black metal, или па комбинација помеѓу кантри и агресивната музика. Оваа година имаме комбинација помеѓу метал, металкор и R&B. Со оглед на тоа што ова е еден таков амалгам кој направи можеби најголем бум на таа TikTok сцена, со оглед на тоа што најмногу сегменти од нивните композиции се земени за да бидат имитирани од страна на корисниците на оваа социјална мрежа.
Меѓутоа, на страна намената која што ја има овој албум е едноставно прекрасно издание кое се врзува со самата таа бизарна тематика која што ја имаат овие музичари кои настапуваат под маски, анонимен бенд е во прашање, имињата на нивните членови се Весел 2, 3 и 4 и пеат за љубовта која што имаат кон битието, односно кон ајде да го наречеме нивното божество на кое што се поклонуваат, кое што е Слип. Така што сите композиции на албумот се всушност љубовни теми кои што се опева таа љубов кон ова битие, кои можат секако да бидат пренаменети за љубов помеѓу човечките битија. Не мора само да се опева едно битие кое што е надвор од рамките на човештвото. Меѓутоа, Sleep Token сметам дека направи еден прекрасен амалгам и со самото тоа што беа смели да ја комбинираат мелодијата и агресијата во нивниот звук, сметам дека го заслужуваат првото место на оваа топ листа и ќе имаме можност да преслушаме една композиција од овој албум, најсекси композицијата која што се наоѓа на него. Не гарантирам што ќе се случи откако ќе ја преслушате, со оглед на тоа што не гарантираат ни Sleep Token за тоа. Само да подсетам, тајмерот овде кажува 21 минута дека сме зборувале. Се извинувам. Тоест ти си зборувал. Да. Ја само климав со глава. Се извинувам, Шурбе, за моето излегување, меѓутоа сметам дека ова е простор во кој што треба да се коментира за квалитетите која музиката ни ги нуди и кои што ние, како нејзини уживатели, треба да ги споделиме заради тоа што sharing is caring, нели? Така, Chokehold ќе чуеме од албумот Take Me Back to Eden на Sleep Token албум на годината според Златко Гелевски, ТВ 103 и Данс Макабре на 103. Ајде да чуеме. Фала ти, Златко. Фала ви за вниманието. Чао, чао.